Добар ден и добродојдовте во нашето ново видео. Ова видео не е за луѓе што сакаат забава, допамин. Ова видео е баш нешто сосема спротивно, нешто сосема различно, затоа што тука сме да зборуваме за некои теми што не се секојдневни кафеџиски теми, како што рекол тој, што кажал овој. Ние се бавиме со баш други теми. Ние се бавиме со тоа како да успееме во животот. Ја имам 21 година, тој има 22 години. Уште од деца буквално се трудиме да направиме успех на животот на некој начин. Финансиски успех, да се оспособиме како луѓе, утре да може да имаме фамилија, да се жениме и сето тоа. Ама најпрв статус ни на сите финанси, дефинитивно. И ние секојдневно се бориме да го направиме тоа и идеме на некои препреки. Препреки родители, препреки околина, разни препреки. Препреки TikTok, препреки Reels, препреки не ми се станува сега, немам дисциплина, немам мотивација, немам ништо. И денес ќе зборуваме за различни теми и ќе зборуваме за тоа како да ги преминеме тие препреки и како да направиме некој резултат. Зошто ние сме компетентни да зборуваме за ова? Ние сме компетентни да зборуваме за ова затоа што јас пред околу 5 години почнав со сето ова. Од мои 14,5 години работам, не бизнис нормално, почнав прво да работам како мајстор и сето, ама работам. И се извадив од комфорт зони, снимам контент од мои 17 години можда, поминав низ многу осудувања. Кристијан исто така има поминато низ многу работи, има поминато од точка кај што спиел со бубачки буквално на земја, у студентски дом у Бугарија, до точка кај што вози кола од, немам појма, 15-20 илјади евра, живее у многу добар стан у Бугарија, у Софија, и има некои достигнувања у својот живот како програмер, како овнер на успешен бизнис во Македонија и се останато. И сега би сакал да дискутираме на тие теми и на некој начин ти што гледаш ова видео, да излечеш некои работи што ние сме ги поминале и да ти бе полесно. Например, еве ќе почнеме со, нема да биде мој монолог секако, ова е некој вовет, лабав, ова ќе биде наш диалог и сега би сакал, еве, ќе прашам Кристијан, он ќе пука мои одговори и ќе дискутираме на некој начин, ова ќе биде онака изи конверзација. Кои работи тебе најмногу ти беа како препрека кога почнуваше со се ова, немам појма, cold shower, медитација, дисциплина и се останато. Каква беше реакцијата на цела твоја околина кога почна со сето тоа? Реакцијата, како што се очекува, реално. Многу заштитувачка. Од една страна, сите што те знаат, што те сакаат, тие сакаат да ти помогнат со нешто. Нели, јасно, мајка, пријатели, блиски пријатели, далечни пријатели, секој ќе најде причина зошто тоа што сакаш да го направиш, нешто што не е нормално, или барем што не се смета како нормално, зошто да не го направиш. Сега, имаме примери како лесни примери, едноставни, како одење на теретана. Најлесниот пример што можам да го измислам, што мајка ми пример, дури таа ми вели, зошто одиш на теретана, зошто се мачиш да одиш на теретана, наместо, пример, 2 часа ќе се мачиш во теретана и да дадеш на некој пари за да отидеш таму да се мачиш. Наместо да земеш вика некаква работа да завршиш за тие 2 часа и да извадиш уште пари. Нешто што многу, нели, тоа не е hate speech кон мајка ми или кон никој друг. Едноставно, фактот што ние во нашето секојдневие го сметаме вежбањето како ненормално, или ако земеш да излезеш со пријатели и кажеш, јас не пијам алкохол, тие ќе ти велат, нели, и зошто, како не пиеш алкохол, што да не си болен, а друга страна, ако кажеш дека не пиеш вода, нели, Па да, и за вода е исто. Чек, запри го. Не е завртена таквото. Крива е камерата. Това саках да го кажем уште на почетокот. И јас исто, ама бев позам. Да, ми ќе окатнеме това, ќе почнеме уште од почетокот за водата само и за алкохол. Да. Пошто не е нешто екстремно, не се гледа екстремно. Да, окей. Ќе се врнам там некаде дека што само за вода, ако пиеш вода? Чекај. Пример, излегуваш со твоите пријатели и кажуваш, јас не пијам вода. Тие ќе кажат, нели, што? Палтно. Не, чекај. Клап.
Нема- Чек, знам како да кажам, извини. Нема гај. Пример, излегуваш со твоите пријатели и кажуваш дека не пиеш вода. Тие, нели, окей, нема проблем, нели, ништо нема ти кажат. Ако кажеш дека не пиеш алкохол, ти ќе се... Како? Ти не пиеш алкохол, што да не си болен? Сам, до тој степен сме на некаква неадекватност од наша страна, како ненормалното е станало нормално, што излегува надвор од контрола и ни прави секојдневието на нас да ни биде толку полошо од колку што, нели, што треба да биде. Ние со секој ден, обичниот човек, и ние сме обични луѓе, но нормалниот човек што се смета за нормален, поминува толку лош, неквалитетен живот, што, не знам, и тој самиот не си го сака. Никола. Ама ајде да влеземе у суштината. Мислам дека лесно е да кажеме, лесно е да ја осудуваме луѓето, например, знам дека со ова ти што кажа не осудуваш никој, туку онака генерално кажувам дека лесно е да кажеш пример, гледа, мајка ми, вика ти не треба да идеш у теретана, кај мене исто беше она, шема секој ден да идеш у теретана, булк беф на секој 3 сати, а ефтино си бега да јадеш на секој 3 сати. Почнав, немам појма да влегувам у буре со мраз, ти си ненормален, бла бла бла. И сега ние може да кажеме, вие ништо не разбирате, вие сте тупави и слично, она, буквално да биеме у фазон, на сите вие сте глупи, јас сум паметен, пошто секогаш кога ќе почнеш, кога ќе влезеш у некој круг на луѓе, не кога ќе влезеш у круг на луѓе, туку кога ќе почнеш да се трудиш за нешто, да створиш или да направиш или да направиш некоја подобра верзија од себе, доаѓаш до точка кај што се прашуваш сам себе, дали сум јас луд или е цел свет луд? И некој како повеќе размислуваш ти доаѓаш до заклучок дека цел свет е луд. Пошто не може да биде нормално ти да пиеш пиво и да пушиш цигари. Пошто тоа те носи у гроб. Не може тоа да биде нормално. Цел свет е ненормален. И кога ќе сватиш тоа у фазон си, добра, зошто овие луѓе сакаат да умрат? И сега не може не сакаат да умрат те. Туку некако треба да сватиме како мајндсет стои зад нив. Например, како што тие треба да сватат како мајндсет стои зад нас, за ние да го правиме тоа да имаме волја да влеземе, не знам, у буре со мраз, како мајндсет треба да стои зад нас, за ние да станеме се бајле у 6 да идеме у теретана и не знам што, ние мора да сватиме како мајндсет стои зад нив. Например, нашите родители, пример, немам појма. Кај мене мајка ме родила на 18 години и не е доста постара од мене, не е пример баба од 100 години, али порасната е у некое време кај што, не знам, нормални биле некои работи што не се нормални. Ко пушење цигари, ко пиење алкохол, ко јадење нездрава храна и се останато. И сега за неја е нешто апсурдно, ненормално. И да ги оставиме родителите на страна. Например, има доста деца, 18, 19, 20 години, што се тоа имаат ист мајндсет како нашите родители, например. И го превземаат тој мајндсет. И у фазон, не се тие криви. Криви се нивните родители, не им преднале. А и нивните баби, дедовци, што се родители на нивните родители, исто не се криви, пошто живееле у војни, у комунизам, у Тито време, у 300 чуда, и реално не си тие криви. И сега тој не е крив, овој не е крив, никој не е крив. Ама ние што може да направиме сега? Може да кажеме, ние не сме криви и сега ќе, кој го е бе, палачинко од сакаш ако може. Да. Може да биеме у тој фазон. А може да биеме у фазон, окей, никој не е крив, на сите се име, просто на сите направиле најдобро што можат, ама дај ние да промениме нешто. И секако, некако ние не знаеме може што треба да направиме сега, не знае некој од нас, многу луѓе, ја таа ситуација почнав, кај што ја не знам што треба да направам сега, ама знам што не треба да направам. Например, не треба да пушам цигари, не пушам цигари. Не треба да одам на кафе секој ден и тоа е апсурд. Ево би ти препуштил тебе да збориш за тоа, пошто 20 сме поминале, но да не би како монолог. Туку еве ти да дадеш некоја твоја перспектива. Како изгледа цел тој процес? Ти кога ќе престанеш да излегуваш на кафе, кога ќе престанеш да се дружиш со другари блејачи, што ги викам ја, пошто пиеш кафе. Ова е добра. Да. Ево е дебил. Ево е вчера се степа со тој. Ево е купи нова кола, ево е направи сообраќајка. Кога излезеш од целото тоа друштво и почнуваш онаа фазон. Ова е петок навечер, ја не излегувам туку, ова вечер ќе работам, ќе програмирам у твој случај или ја ќе едитирам видео. Како ти изгледа животот кога ќе почнеш сето тоа и со какви пеколи се соочуваш на некој начин? Ја обожавам темата, бидејќи беше реално е најтешкиот момент. Мислам, почетокот кога градиш некаква фондација е најтешкото нешто. Бидејќи еве што велам, имаш X пријатели, некакви пријатели кои немаат интерес за ништо повеќе. Се тие точно тие пријатели блејачи.
тој така, нели, немаат некаква посебна желба за живот. И што со еден збор како може да се опише тоа е со сигурно, значи тешко е. Значи толку е тешко, но на крајот си вреди со секој една секунда која е истрошена или инвестирана за подобрување на себе си е вредна, бидејќи ние во моментот сме, да кажам, со неколку години напред од некој. Не, и това сакам да го катнам. Зашо го продолжувам? Чекај. Не, гледа, изи. Да, ќе се врнам на тешко. Што кажа дека е тешко, окей. Продолжувам со мојата историја. Но многу е тешко. А зошто е тешко? Бидејќи, пример, многу од нас живеат пример со родителите. Во Македонија или во Балканот е многу честа ситуација до 18, до 20, до 25, па некој до 30 да живее со неговите родители. И сега ти, некој си, Никола, пробува да направи нешто подобро за себе си, бидејќи е слушнал дали од Инстаграм. Некој му е кажал, време е за промена, ти си лузер, ти си глупав, ти нема ништо да биде од тебе, доколку не се потрудиш да направиш нешто. Различен поттик. Да. Значи, нешто те потикнува ти да направиш промена. Ти сакаш можеби да не живееш тој нормален живот кој е од плата до плата, да имаш само доволно и да живееш само со тоа што го имаш на месец и да пробуваш да опстанеш со таа количина на пари најчесто во месецот. Наместо да можеш да изградиш повеќе пари, да не се грижиш за тоа колку трошиш, а да се грижиш за тоа само колку вадиш на месец. Сега, одлично искуство за мене беше многу тешко. Бидејќи јас имам, па да не кажам од Радовиш сум, имам многу пријатели, не само од Радовиш, од цела Македонија и не само од Македонија, од Балканот. Бидејќи сум патувал, сум секаде каде што одам си наоѓам пријатели. Интересно ми. Но што стана? Што се случи кога јас од толку секој ден излегував? Значи, одев на работа, бев тогаш, зависи кој период сум бил келнер, електричар, што и да е, сум излегувал секој ден. Со секој ден различни пријатели, бидејќи имав многу и бевме огромен круг на пријатели што сме сите блиски. Почнуваш да се оддалечуваш од нив и добиваш коментари како еј, дојди да излеземе. И ти им велиш, не, имам работа. Ти велат, каква работа имаш? Ти вика, ти си дебил. Ќе одам на теретана. И они ти вика, ти си дебил. Зашто ќе одиш на теретана? Ела со нас на кафе. Дојди со нас на кафе, дојди со нас, еве ќе одиме таму и таму. Еве ќе одиме во казино во Македонија, многу стандардна приказна претпоставувам, бидејќи особено во Радовиш имаме 10 казина на 10.000 луѓе. У Димиркапија има што нема никој. Нема луѓе, има казина. Да. Најтешкото е таму кога јас што велам за мене, сум го кажувал и претходно и секогаш, барем за сега, стојам на ставот дека околината, околу кој луѓе си, е најважното нешто што ќе одреди дали ти ќе постигнеш нешто што сакаш во животот или не. Ама, да. Еве тука би се задржал на нешто многу битно. Слушам. Каков мајндсет според тебе стои, што ги тера другите луѓе, ти кога ќе почнеш со нешто здраво, што точно ги тера да те влечат назад? Си размислувал ли за тоа? Сум размислувал многу и бидејќи сум минал преку тоа, за здравата исхрана немам многу ограничувања, бидејќи... Не за тебе, туку. За кој? Што другите луѓе ги тера тебе да те влечат назад? Што е тоа што ги тера? Тие се грижат за тебе. Нели, секој што те сака тебе, тој се грижи за тебе и... Ама реално, тоа е за родителите. Ти мислат најдобри во фазон се апни си сине благо да ти се крени шеќерот да не ти падне. Да и тргнеме родителите на страна. Другари и друштво. Имаш ти цело друштво. И тие? Па ја мислам дека лично моје мислење е дека не е се дека тие многу те сакаат и они знаат дека е подобро за тебе ти да идеш у теретана отколку да се грбавиш на стол у кафич на пример. Значи не е дека многу те сакаат па не сакаат да идеш у теретана. Па ако имаш многу блиски пријатели пример и тие сакаат да се забавуваш со нив, на нив им е забавно да се со тебе. И кога ти не си таму, тоа е само еден пример. Па може да се земе како му предвид, а мислам дека на 99% од луѓето не именува многу животот дали си ти тука или не си, ама
Не им дава мир тоа што они знаат дека ти си станал са бајле у 6, идеш у джим, си завршил тоа и тоа, а јас станам у 12 у фазон сум. Дај кафе. Мамурен сум исцеди лимон, не ни пијат лимон, пијат кафе на сабајле. И клин со клин се избива, нели, пошто си мамурен од вчера, па дај 2 ракија да удрам. Да продолжи ленијата. И ја мислам дека многу повеќе ги јаде тоа што ти правиш нешто и можеш да бидеш успешен, а ја нема да бидам успешен. И боле ја тебе те повлечам тука и ти да не бидеш успешен, отколку и ти да бидеш неуспешен, отколку ти да бидеш успешен и ја не, пошто што би ти бил успешен. И нешто што е 100% сигурно, што уште како дете го сватив е дека сите сака да бидеш успешен, ама никој не ќе да бидеш поуспешен од нив. Со 2 исклучоци. Прв исклучок е да имаат удел во твојот успех, поточно ти помогнат, па е фазон ја ти помогнав за таа успеа, или друг исклучок да имаат корис од тоа. Ама директна корис, не, ти сме другари, па ти ако направиш пари, мене ќе ме частиш. Туку директна корис значи ако ти заработиш 10.000 евра, мене ќе ми дадеш 5. Тоа е директна корис. Да. Ако ги нема тие два случаи, никој не ќе биде поуспешен од нив, дури и родителите. Може звучи ударно, ама например кај мене мајка ми беше да се оградам од се. Мајка ми мене има родена на 18 години, од нејзини 18 години до ден денес се што има направено е направено за мене да ми излече на прав пат. Се откажала од животот за мене. Ама кога ја прв пат дојдов до мои пари и слично, не тоа не и беше комфортно, зошто? Пошто ја кога дојдов до мои пари, она изгуби авторитет над мене. Пошто кога си дете и кога може мајка ти каже или татко, или може да немаш мајка и татко, а пораснав без татко, тотално е небитно. Ама кога може тој што ти е авторитет да ти каже немам појма, нема излегување вечер, не ти дам пари, и ти си у фазон, немам пари, немам ти излезам. Ама ако ти си у фазон, нема излегување вечер, ти имаш твои пари у фазон си, окей, ја бев фазон, окей, и мама си легна у 11, ја у 11 излегав 7-5 савајли. Пошто ми беше интересно тој момент. И сметам дека не е тоа дека они се лоши луѓе, туку дека природно кај човекот е ти да не сакаш некој да биде поуспешен од тебе. Фазон, сакаш ти да се избориш да бидеш поуспешен, у фазон, ја и ти сме другари и се сакаме и се, ама у фазон си, не викам дека треба да има љубомора или нешто. Ама ако видам ја дека ти си направил 10.000 евра месечно, јас сум у фазон, окей, он направил 10.000 евра. Како може да го направам? Јас сакам повеќе. Јас сакам повеќе. И мислам дека тоа е здраво. Да? Пошто ако ја и ти се бутаме, ја направив 10, ти направи 10, и ние правиме мовите, ја направив 10, ја го направив тоа и тоа. И што направи ти да ја го направам истото. Ти се качуваш 10, јас качувам на 10. Кој тука проблемот? Ама проблем е, кога ти сакаш да направиш, кога ти направи 10, јас сум во фазон. Брат, што си направил ти 10.000 евра, што е тоа срање, ја знаеш колку правам, ја правам ништо, практично. Аз сум имал такви ситуации кај што ми правеле мовето, ја кажам радосен, јас земав 700. Кат, имавме кат за тоа што снимавме прво меморија, после јас кршив чаша, пошто сум IQ 3330, за тоа што, ова е една порака до сите, да бидеме 100% реални. Ништо у светот не е 100% перфектно. А можев ова видео да го направам перфектно, да го видам видеото до кај сме снимале, па да продолжиме и се да биде перфектно. Да. Ама не е се перфектно. Какво мислење имаш ти на таа тема? Затоа што сите тежнеат на некоја перфекција, сите гледаме перфектни рилови, сите гледаме перфектни животи на интернет, сите гледаме се перфектно и ти ќе почнеш и не е перфектно, пошто мајка ти се вали ќе ти каже, види, ти денеска мене треба да ме носиш да купам патлиџани, нема се бајле медитација 15 минути. Сите бараме некаква Да, тие што пробуваме нешто да направиме, според мене, до некој степен имаме нездрава перфекција. Тоест, јас сум перфекционист до можеби пред една година, бев многу нездрав перфекционист. Сакав, станувам на сабајле, да биде точно како што си. Јас имам запишано во тефтерот да пише станувам во 5, никој не ме замара, одам, правам cold shower и продолжувам со работам 16 часа и никој не ме занимава со ништо. Но, како што вели Никола, во реалниот свет влегуваш, мајка ти вели треба да ме носи на работа. После, нешто како случајот, дали ќе скршиш чаша, па треба да отидеш да пазаруваш. Нешто ќе излезе во секој дел од денот, што нема да го направи тој ден или како и да е рутината твоја перфектна. Сега, една интересна, како да кажам, поговорка, што имам слушното е, јас не сум перфекционист, не сакам да работам точно на истиот начин секој ден и јас лично не земам денови одмор, бидејќи знам дека, бидејќи не е перфектно ништо во светот,
Јас знам дека самиот свет на мене ќе ми даде денови за одмор. Сакал некел, еден ден ќе излезе, ќе скршиш нешто можеби. Може и да се повредиш нешто, може да се разболиш, може некој друг да се разболе, може да немаш пари тој ден, може да треба по документи да одиш цел ден. Значи, светот ти дава одмор, светот работи точно на тој начин на кој што треба. А како реагираш кога ќе ти се случи нешто непланирано, у смисла, немам поема, сигурно ти се има случајно кршиш телефон. И сега тебе ти е се поврзано с телефонот, може не ти се случило точно телефон да скршиш, ама ти се случило нешто што ти е многу битно моментот да се расипи да не работи. Како реагираш во тој момент и каков мајндсет имаш околу тоа? Боли, Никола. Мислам, боли на момент, но според мене многу важен фактор, нешто што сите треба да го придобиеме, а не сите го имаме и секој може да го подобри тоа и јас, е емоционалната интелигенција. Значи, страшно важен принцип по кој што треба да работиме, на кој што треба да работиме. Ти, како личност, ако дозволиш надворешните работи да те контролираат и контролираат твоите емоции, тие имаат контрола врз тебе. А дали го поврзуваш тоа на некој начин со религија, со Бог, со Господ и со сето тоа? Не го поврзувам директно со религија, бидејќи може и ти да си атеист, но ти треба да имаш, кога нешто ќе се случи лошо, треба да разбереш, окей, зошто се случи ова, дали има некаква лекција, поука, ако има, ја зимаш поуката и лекцијата, ако не, ти со фактот што ќе се изнервираш, ќе земеш, не знам, ќе скршиш нешто од нервоза или било што, пак или ќе плачеш, ќе изгубиш пола час и многу енергија, бидејќи негативните емоции си сакат многу енергија, сам за да работиш пола час или за да плачеш пола час, за кој треба повеќе енергија? Ти за тоа плачење цел ден ќе ти го контролира после. Цел ден ќе го мислиш. Имате две опции. Да. Опција 1. Значи емоционална интелигенција бла бла бла. На пример, ја и Кристијан доста сме зборували приватно за религија, за Господ, за Бог, за емоции, за чуда, затоа што вие сте педари за емоции, правите мовет. Да не се лажеме. Не може да глумиме што сакаме. Секој живо суштество е емпатично суштество, емоционално суштество. Да. И сега не може да глумиме, аз сум топ G, топ бос, Андру Тейт. Скокнав од 50 испрат, паднав доле и имав голема болка, ама ја болката абсорбирав усила и направив 3 милиона. Да. Може да го читаме тоа бајки за мали деца кога ќе успеваме зајците навечер. Една верзија ова што каже Кристијан, тоа е негов начин на размислување. Што ја имам сосема различен начин на размислување, ама резултатот е ист. Како? Мој начин на размислување е дека Господ контролира се и дека ние у секоја ситуација сме нападнати од ѓаволот, демоните се насекаде околу нас, во секој од нас, и Господ допушта тестови, допушта различни работи за да види дали ние стварно го сакаме тоа и сме добри на тој пат. Например, мене ми се случи, па не знам, пред немам поем пола година, може телефонот не ми се расипе скроз. У последен период ми се случува доста работи, кој например, чист пример. На сред тренинг у теретана, го снимам цел тренинг и ова го кршам. Рандом го кршам кол фазон. Треба да стои вака, треба да стои, не стои паѓа, затоа што ја го скршив ова. И сега не можам да го достигнам цел тренинг. Ја од тој момент можам да изреагирам, што се дешава сега, зошто да се изнервирам. Зошто на мене? Зошто Боже на мене? Да, ама ја реагирам на сосема поинаков начин. А тоа е добро, фала ти Господе за се и секоја што ми се врти у глава, фала Боже за тоа, фала Боже за ова, пошто се е добро, не е ништо лошо. И by the way, за ова чист пример. Ова ми се крши, ја бев фазон, окей, Господе, шом ти така сметаш дека треба да биде така, нека биде. Немам ништо против, само да видам како ова можам добро да го искористам. И го правам цел тренинг, со завршам класика, не го снимам цел тренинг. И јас се сетувам дека ми треба држат за телефон на висок сталак, имам еден, мање битно. И ова го користам за висок сталак. Купив уште едно исто вакво, што ова у Анхош у Скопје е 400 денари, ништо спец. Не е ни 10 евра. И купив уште едно вакво и сега телефонот ми стои што снимам на издвакав сталак, кој го користам за втор сталак, кога снимам нешто од висина, бла, небитно. Ама од секој лошо може да изречеш нешто добро. И пред секој оброк јас сум у фазон, фала ти Господе што имам што да јадам, фала ти Господе за тоа, фала ти Господе за она. И ја верувам дека Господ ни дава предизвици за се и дека Господ ни дава и лекции за се и дека се што се случува со некоја причина. Ние да научиме нешто.
од таа ситуација. Ова е мој начин на размислување. Кристо, например, си има некоја негова филозофија, што не дека не може да се смени мојата филозофија неговата, ама резултатот е дека ние остануваме смирени у таа ситуација и само влечеме најдоброто од тоа. Заклучокот ти, тоа е некое моје размислување. Како гледаш ти на тоа? На исти начин би го префрлил и на начинот на размислување кој го имаме како подразбирање, како по дефолт, ние сите сме направени такви едни дефанзивни. Знам, на се, пак, се враќам јас секогаш на моето обкружување, што го велам. Ако сум јас околу 5 како Никола, 5 луѓе како Никола, и се случува пример нешто лошо, ако сум како Никола, како су мојата групичка Николовци, си ги имам, им кажувам, окей, денес ми се скрши телефонот, што иде. И сега, на мене ми требаше точно тој телефон за да снимам контент. Ми требаше точно тој телефон, бидејќи имам состанок и сега не можам да го добијам клиентот. Што иде? Ако е добар човекот до тебе, тој ќе ти каже, окей, нели, тоа е окей, можеби ќе пробаш преку лаптоп, можеби пробај Viber, така и така и така. Имаш за да го поправиш после телефонот, можеш и таму да отидеш, било што. Нема никаква емоционална реакција, нема ништо сожалување, ништо. Ако имаш други од другата страна, ќе ти кажат Како ја ги гледам стварите, од другата страна, те сваѓам, сакаш да кажеш дека може да имаш до тебе луѓе што ќе те поддржат, ќе те повлечат на позитивната страна, а може да имаш луѓе околу тебе што ќе те повлечат на негативната страна. У фазон, ќе биде у фазон, еден ќе ти каже добро, нема врска, може да го средиш тоа преку лаптоп, бла бла бла, можеш било кој начин решение да најдеш. А од друга страна имаш луѓе што ќе те влечат надоле. У фазон, сега нема да снимаш. Да. Мислам дека тоа сакаше да оддоловиш на некој начин. По конкретен пример, тоа е нели со телефонот не е некој многу лош пример, но најчесто го зборуваме во смисол на бизнис. Ако пример, пак истите 5 Николовци група, правам бизнис, 3 месеца немам клиенти. Зборувам со нив, тие ќе ми кажат, пробали на тој начин да правиш. Дали проба да одиш door to door, дали проба да правиш calls, дали си пробал тоа и тоа, дали си пробал да инвестираш пари во реклами, што иде? Ќе те мотивираат, ќе ти кажат тие што мислат дека можеш да подобриш и такви работи. Одиш на другата страна, група некакви луѓе кои не се некакво амбициозни, на истите им го кажуваш истиот проблем и тие ти велат, мислам дека е време да се откажеш. Мислам дека од тоа нема смисол. Ја најди си една нормална работа, ја оди најди нешто, еве еден оглас за работа во Макдоналдс, не знам што како. Нели, толку е важно и тоа ќе диктира и ти како се однесуваш на темата на емоционално реагирање, емоционална интелигенција, ќе диктира ти како се однесуваш во конкретни случаи кои се лоши, кои се добри, во секое едно доба во животот ги имаш, ќе ти биде важен фактор. Никола. Ама факт е дека, кажи. Слушам. Факт е дека нема да најме ние луѓе околу нас на почеток, барем нема ние да најме луѓе што ќе бидат супортери, што ќе те влечат во добра насока. И ти ќе почнеш, факт е дека ти мора да почнеш од точка кај што те вика ти си дебил, ти си глуп, од тебе нема да биде ни свирка, и факт е дека ти секој ден мора да го слушаш тоа и толку да веруваш у себе, да работиш на себе, и кога ќе доеш до резултат, ти ги биде фазон респект. Браво. И ти ќе доеш до точка кај што ќе имаш круг на луѓе што се исто како тебе мисленици, ама не можеш брат ти да биеш келнер и да биеш у круг на луѓе на бизнисмени. Ти мора да се избориш да биеш бизнисмен па да доеш у круг на луѓе на бизнисмени. Ето само така функционира. И секогаш се трудиш, добиваш награда и сите викаат браво. Не можеш ти да добиеш браво па да се трудиш па да добиеш награда. Едноставно не функционира така системот. И мора едноставно да се избориме со тоа, никој да не верува у нас, сите да викаат дека сме дебили. И тоа е едноставно цената што ја плаќаш за тој успех, пошто ако ти не си веруваш доволно сам на себе, ја нема да верувам у тебе сигурно. Или обратно. Да. Пошто ја ако сум у фазон, брат, ја не можам да одам у теретана денеска, ме мрзи блаво, ти што ќе ми кажеш? Стани, оди! Ајде оди. Ти ќе бидеш у фазон, окей, не оди кој тебе.
Ти ќе ми кажеш еднаш, два пати, три пати, ако гледаш дека од мене нема фајде. Или ја денеска цел ден ти зборам брат, ми се јаде хамбургер, ми се јаде палачинка. Компери, многу убаво. Помфрит ми се јаде. Да. И ако ја ти го зборам цел ден тоа, ти немаш мене да бидеш фазон брат, ајде да јаеме јајца варени, ти бидеш фазон брат, иди јади помфрит, отруси, умри, цркни. Што да ти правам? Факт. Ама реално е така. Имам коментар за тоа. Сите кои пробуваат да направат нешто повеќе, минуваат низ тој процес на осаменост, на како да кажам, ти минуваат на процес каде што да, на почетокот, како што вели Никола, не можеш, ако немаш никаква вредност, ти да влезеш во група каде што другите ќе бидат нели многу подобри од тебе, ќе сакаат да ти помагаат и се тоа. Ти влегуваш во група каде што ти можеш да ја дадеш некаква вредност на тие луѓе, за ти да останеш таму и тие да ја дадат и на тебе. Прво мора да дадеш за да добиеш. Сега од моје лично искуство сум зборувал и за тоа дека е многу тешко и во овој подкаст, во оваа епизода зборувам на истото. Јас почнав кога се заклучив дома, решив дека окей, си го менам животот. Се заклучив дома и одеднаш од 1000 пријатели, многу социјален живот, јас сум многу екстровертен човек и ми беше, знаеш, осамено е. Тоа, ти треба да работиш секој ден, немаш, како што велам, ти немаш никаква вредност за да те примаат во некоја квалитетна група на луѓе, немаш вредност да отидеш таму, а истовремено, ако останеш на старото место, ти нема да продолжиш напред. Така да, не секогаш, ама најчесто е задолжително да минеш низ таква фаза на осаменост. Ама ајде да влеземе подлабоко. Да. Ти си осамен. Реално, треба да бидеш осамен, треба да работиш, треба да бидеш дебил очите на другите, треба да поминеш сето тоа. Какви работи се случуваат во твојата глава и што треба ти да имаш за да го издржиш сето тоа? Пошо реално не е баш чизи ти да бидеш дебил очите на сите и да бидеш осамен. Што треба ти да имаш у глава за да можеш да го изведеш сето тоа? Ме интересира прво твое мислење, па ја изнесам некој моје мислење. За мене беше треба да имаш едно. Ти треба најмногу да го сакаш и да имаш причина зашто да го правиш тоа. Бидејќи ти секој сабајле се разбудуваш. Некогаш се будиш 5 часот сабајле и си велиш шо кур терам јас, нели? Шо кур барам јас да станам во 5? Да го правим сето, да работам по цел ден, да немам сега пријатели, ништо. Значи процесот е таков затоа што ти Секунда. Да. Мисля дека слушнав звук као кин. Не битно. Да. Пој. Во моментот кога ти веќе работиш на тоа, ти остануваш без пријатели, без ништо. Ти треба да буташ година, пример, една година, осамен, работиш од сабајле до вечер, не правиш ништо и не е толку лесно колку, нели, само работиш една година. Ти треба едно да ги одбиеш сите пријатели, остануваш сам, немаш, можеби зависи во каква ситуација си во животот, дали имаш семејство или не. Во чести случаи за жал треба да се иселиш дури од дома, бидејќи ти не можеш да станеш најдобра верзија од себе си ако имаш луѓе како, не знам, луѓе кои немаат некаква желба за живот. Како што велам, групата од луѓе кои немаат амбиции, имаш проблем, пример, со бизнисот и бидејќи само тие се до тебе, други сите си ги, нели, си ги отстранил, бидејќи ти сакаш да растеш, фамилијата не можеш да ја отстраниш или не можеш така лесно, одеш и зборуваш со нив. Што се случи денес, те прашуваат, ти им кажуваш, бизнисот не оди, тешко е, така и тие ти велат тоа што беше спомнато. Ама не треба да спомнуваш на никој како ти оди бизнисот, според мене. Според мене, луѓето имаат, како ја го дефинирам сето тоа, и доста од овие работи ги имам превземано од Мирољу Петровиќ. Често пати го спомнувам, пошто тој е еден од фигурите на родители во мојот живот. Например, ја пораснав без татко, пораснав со мајка, што се дала за мене, тоа го спомна веќе, но Мирољу е една созрена личност, што е еден од фигурите во мојот живот, кој што е таков е Мирољу Петровиќ, Никола Гладовиќ. Тие се двајца главни лика од кои што ја научив многу работи за животот. Тоа се мои
на некој начин родители. Мирољуб Петровиќ уште не знае дека постојам, тоа е. А Гладовиќ знае дека постојам и сум бил со него на колови, бил и мој ментор и се, али бајде да се вратам на темата. Сметам дека ние имаме духовни мускули, имаме физички мускули. Ако ти имаш физички мускул, ти можеш да станеш и да кренеш, не знам, тежина од 50 кила, 100 кила, зависи на која вежба, зависи небитно. Идеш на улица, има камен од 20 кила на пат, ти смета со кола да појнички, идеш кога дигнеш тој камен, кога префрлиш. Ако немаш ти доволна сила, ако си анорексичен, ти не можеш да кренеш камен од 20 кила. Сега, многу луѓе у денешно време се духовно анорексични. Поточно, немаат смисла. Ти немаат проблем луѓето со тоа да не знаат што треба да направат. Немаат проблем со тоа да не знаат како да го направат тоа. Пример, сите знаеме дека се вади треба да станеш да отвориш очи, да измееш заби и да почнеш да работиш. Сите знаат како да направат тоа. Ама им духовно се слаби, поточно немаат смисла за што да го прават тоа. И како ја будам таа смисла кај луѓето најчесто, така што ми покажувам како ќе ми изгледа животот ако не се пробудат, не почне да ги вежбат тие духовни мускули. И како ќе ми изгледа животот ако почне да го прават тоа. Например, имаме еден пример, тоа е Давид, Barbarian Tips, може некој го знаете од вас како Barbarian Tips. Тој лик што веќе не пише етикети. Веќе не пише кладилници. Ќе го донесам со него, ќе збориме, може на српски кога снимаме тоа, не знам. Ќе видиме. Али тоа е лик што пишуваш етикети и кладилниците гледаш како бизнис. И заработуваш и од спонзорства, заработуваш од чланарини, од минимален плюс имаш од кладилница, само не можеш да живееш од тие пари, факт. Тој ќе ви пренесе цела таа приказна, но тој беше у фазон кај што беше во иста ситуација како многу вас. Многу од вас што го гледаат ова. Кристијан знам дека не било таква ситуација, но има баба, дедо, мајка и татко. Тој е единец. Четворица работат за него. 2 пензии, 2 плати, он е единец внук, мислам не е единец внук, туку е единец на татко му и мајка му. Има уште небитно, има уште еден прв браточет, они се двајца внуци од цела фамилија. И сите пари одат на него. И обезбеден приватен факултет, обезбедено се и он нема потреба да умрне гадот за да направи нешто. Ништо да не направи, се му е платено и за се има пари. Сака да оди на одмор, сака тоа, се платено. Ама ја него како го размрдав и како му и покренав тие механизми, тоа беше така што му кажа, види, ти имаш девојка, имам девојка. Утре ќе имаш деца, ќе имам деца. Колку пари израчуни ќе ти требаат за пелени и за храна за тие деца? Пошто ние моментално ако трошиме 200, 300, 400, 500 евра небитно на храна месечно, за ја и ти да јадеме ко волови двајца овој стан, пошто цимери сме, колку пари би потрошил ти за тебе, за твоја жена и за 2 деца? Ај, па тоа е таа цифра. Па добро сега. Мама и тато ко прво не можат месечно да ја дадат 2 плати за ти да ја храниш фамилијата. Дури и да можат, мама и тато утре ќе нема. И тоа е биолошки процес. Нормално е мама и тато да умрат еден ден. Ако умреш ти пред мама и тато, тоа е по-лошо. Реално. И факт е дека ти утре ќе останеш без мама и тато. Како ќе изгледа твојот живот ако ти останеш неспособен и живееш од на мама и тато плата со заточка? Бум. Пошто у тој момент тебе ти се ствара слика, имаш жена, 2 деца и остануваш без пари. И нема кој те финансира. Колапс. И така ќе ти би у главата. Кога ќе дојде тоа до глава, си у фазон, можам се да направам само да не ми се случи тоа. А од друга страна, кога ќе ти дам слика, ти може да имаш жена, деца, да их кешираш за таа жена. Кај сакаш Париз? Идемо у Париз. Кај сакаш Дубај? Идемо у Дубај. И жената те почитува, пошто кој има кеш батове те почитуваат, сите па и женаци. Кога немаш ти кеш и сожениш ја некоја ќе те земе, некоја и тоа ќе биде некоја пропадната што нема кај у животот па и со тебе, пошто реално што имаш да понудиш? Немаш ништо да понудиш. Што имаш да понудиш? Факт. И кога ќе земеш ти таква жена, она нема те почитува, ќе бил фазон, шо си фрлил тука чорапите? Ако имаш пари, ако искешираш, се оне ќе земеш чорапите и ќе сте операл. Мислам, факт. Да. Пошо цигане, ако нема пари, тоа е циган. Ама ако има Мерцедес, немам појма, GLC беше? Да, GLS, както и GLS. Значи има Мерцедес GLS, Мерцедесот не ми е познат by the way. Има Мерцедес GLS, има пари, он не е циган, он е ром. Да. Секогаш статусот го перцепцијата е различна, зависи од тоа што го имаш, како изгледаш и како лош си ако немаш пари, ако немаш ништо, ако имаш пари, секој те сака, најднаш си, нели, за сите си, од сите си почитуван. Една тема на која, последна тема на која не сме навлегли од околу овој
осамен процес е дека ти почнуваш да работиш, осамен си, имаш некаква цел, ти не знаеш се уште што правиш, бидејќи тоа ти е за прв пат. Веројатно ти е за прв пат, ако си го минал веќе процесот, ќе ти е биде познат. Но работиш за прв пат и сите тие луѓе кои најчесто е случајот дека ќе ти велат застани, нели што велам, најди си нормална работа, не се замарај, не вадиш пари, тоа нема да успее, сето тоа, бидејќи сум го имал јас истиот случај, јас го почнав тоа, ги изгубив сите пријатели, нели, тогаш ме болеше најмногу, но знаев дека тоа е за мое добро, инаку не е возможно. Ама ќе да те прекинам тука. прогресираш. Ми интересира твое размислување. Слушам. Ти мислиш дека ги губиш сите пријатели, а у суштина, кога ќе погледнеш, дали се сложуваш дека ти само едноставно губиш луѓе на кои што мислиш дека ти се блиски и мислиш дека ти се битни, усвари не ти се ни блиски ни битни. Пошто не можеш да изгубиш некој другар што те цени и те почитува за тоа што ти си почнал да работиш цел ден. Нема да го изгубиш. Како е твоето размислување околу ова? Дефиницијата за пријател, зависи како ја дефинираш. Нели, за секој, мислам дека најчеста дефиниција за пријател е човек на кој можеш да му веруваш. Па да, ама не може да имам ја една дефиниција за пријател, ти твоја дефиниција и секој различен. Сметам дека има една дефиниција, ние си бараме изговор како да ги, мозокот наш по автоматизам бара изговор како да ги оправда луѓето. Например, тој не е лош, тој е само, немам појма, направил грешка. Види, грешка е прв пат. Грешка е втор пат, трет пат избор. Пошто ако ти кажам ја, немам појма, не го прави, тоа ми пречи, и ти го направиш пак, ми кажеш извини. Ја ти кажам пак, не го прави, тоа ми пречи, ти ми викаш извини, и трет пат пак го правиш, па ти го правиш намерно, не е за извини работата. Во случајот го зборуваме за малку по-различно нешто од тоа, дека на почетокот сите тие ти се пријатели и како што велам, секогаш секој сака ти да си заштитен, сака обично тие што се блиски до тебе го сакаат најдоброто за тебе. Нели, ти кажуваш, сега ќе инвестирам 2000 евра во нешто. И ти велат, шо? А мислам дека размислуваш многу наивно. А? Мислам дека размислуваш многу наивно. Пошто ја пример доста пати сум бил заебан од такво размислување, тоа е дека ја и ти лично се знаеме. Сме зборувале доста пати на различни теми и се останат. Буквално овако камера да не снима. Но најдругарски го правиме. И сметаш дека сите луѓе се добри ко тебе, пошто ти ако си добар, она од твојата глава сите се ко мене. А 99,9% не се. И у фазон, ти мислиш на сите добро и мислиш дека другите ти мислат тебе добро, а луѓето се многу добри глумци. Не, имам предвид за тие кои се блиски, тие обично ти мислат, нели, јас барем го зборам за мојот случај, сите ми мислеа добро кога ми велеа и мајка ми вклучително ти вели немој, бидејќи таа се грижи ти да не се мачиш повеќе од колку што треба, таа сака се да ти даде на светот, на тебе да ти е добро, не знаејќи дека со тоа што на тебе ќе ти даде се добро, на тебе ти го прави животот потежок, понатаму, не сега, понатаму. Да, за тоа имам предвид, иначе... Али, ја ако би набројал ултра блиски луѓе што ми се набролано на животот, буквално би можел да ги набројам 1, 2, 3, 5. 5 со фамилија, со другари, со се комплет. И би можел по име да ги набројам сите и да кажам кој ми си и што ми се, небитно. Би сакал да те прашам тебе, ти ако можеш да изброиш колку луѓе ти со животот ултра битни, најтесен круг до тебе, што им веруваш 300% и што не да се они перфектни, туку никој не е перфектен, ја не сум перфектен и ти не си, никој не. Ама знаеш дека 100% се тука за тебе. Колку луѓе би можел да наброиш? Пак се тоа. На пример, ја имам Давид, што спомнав, Давид ми е, немаме никакво крвно сродство, се знаеме многу одамна, ама Давид ми е брат. Не ми е брат, пошто ние сме браќа, ние се дружиме, ние заедно се пијанчиме, не, туку јас сум имал многу ситуации кај што ми требале 300-500 евра и Давид ги имал последните пари, ги извадил и ми ги дал. Ама тој знае дека ја не се коцкам, дека сакам да направам нешто во животот и последните пари ми ги дал. Она е буквално студент прва година средно, мене ми кешира 300 евра. Некад последни 300 евра, некад не последни 300 евра, ама за ти да искешираш 300 евро прва година факултет, кај што ти живееш од мама и тато парите, не работиш, стварно е голема работа. И Давид дошол до ситуација кај што Давид мене ми има позајмувано пари многу пати, пошто Давид е аналитичар, тој си рачуна толку пари по толку пари, бла, он настапи има пари, а јас
заработувам секош 2 до 3 пати повеќе пари од него, ама ја имам колчинг од $3000, имам немам појма, кредит пошто сум земал мотор, рент па да направам дупло пари преку Волт, имам инвестирано тој колчинг, идам на оваа конференција што ме фаќа непланирано 500-600 евра и моите пари идат таму. И јас секој сум останала без пари. И Давид у последните 2-3 години мене ми има вадено толку од гомна финансиски, кој што ја од точка сум му бил должен 700 евра од прилика, можда и више. И Давид бил у фазон whatever, небитно. Фазон кога ќе можеш ќе ми вратиш. И до точка сме биле кај што ја немам за јадење, ја не се срамам тоа да кажам. Јас сум немал за јадење, Давид кој отиде ќе купи за јадење да ќе земе лошка јајца да ми замени за него. И купувал за мене за јадење, мене за тоа Давид ми е брат. Ама врз основа на дела, не е врз основа на ја така го осеќам. Да го прескокнем тој дел. Давид ми е една личност, втора личност ми е мама, мајка ми што цел живот го посветила на мене. Наредни две личности ми се, имам две помали сестри, што се 10 години и 8 години, што се деца реално. Не можам ја да кажам тие направиле тоа и тоа за мене, тоа се деца едноставно, ама со мене порасна едноставно, една пеленија мењето, буквално. И тие ми се на прво место и малтене не се ни 5, туку се 4. Ја имаме друга сестра. Имам 4 сестри, by the way, што небитно, али овие две сестри ми се у најтесен круг. Еве ја тоа сега јавно можам да го кажам, што не би го кажал некој друг, али ја имам сестра што ми е крвно сродство 100%. Јас со таа сестра не сум близок толку духовно. Едноставно ние сме пораснати заедно и се, ама ја не осеќам толку близка. Она мене не ме осеќа толку близок. Се тоа, ја не дека не ја сакам, ама не ја осеќам толку близка. Например, кој што ја осеќам овие две што се ептен мали. Имам истражувано на таа тема, можеби некој збор, имам слушнато од некои информации, психолози и слично, дека не сме споделувале некои емотивни работи, никош тоа не сме го ни правиле. И затоа не осеќам таа близина, например, фазон, не знам, немам појма. И сега може она ова да го види, се навреди може и не, ми не ја кажано, али тоа е факт. Ама секош кога му треба нешто и ќе ми се јави, јас сум тука да средам работа. И што мислиш ти на таа тема? Јас сметам дека не треба ние да биеме фазон, ние се сакаме, се гушкаме, се пијанчиме заедно, јадеме заедно или слично. Туку мислам дека големината на тоа се гледа кога мене ми треба нешто, ја тебе ти си јавам и ти ми завршуваш работа. И мислам дека е многу поважно мене кога ми треба нешто да ти се јавам и ти да ми завршиш работа или ја да ти завршам работа, отколку ја да ти се јавам да ти честитам роден ден, имен ден, прв ден на работа, последен ден на работа и се тоа. Како ти ги гледаш стварите околу сето тоа? Околу блискост, веќе претходно ми беше, кој се однесува добро спрема мене, толку. Сега веќе е префрлена топката или ролята која треба да има тој човек, тој треба да биде здрав за мене, тоест треба да биде корисен за мене, да си даваме некаква поголема, говориме за блискост, да имаме некаква поголема вредност што си ја даваме. Не можеш да имаш многу луѓе во тесниот круг, тоа го знаеме, и затоа е многу важно да се избира луѓе кои ќе бидат со квалитети кои на тебе ќе ти помогнат да се движиш напред. Јас во Бугарија имам доста блиски пријатели, не се во најблискиот круг, но заедно одиме во ледени езера, значи секоја зиму се собираме заедно, одиме на планина и таму заедно се собираме, влегуваме во вода со мраз, кога е -10 пример. Тоа е тимска работа, такви луѓе, според мене е многу важно да имаш околу тебе. Тие и да не се најблиските, пак со такви луѓе е единствениот начин, мислам, на кој можеш да напредуваш. Инаку, со било каков друг тип на луѓе кои не се амбициозни, пример седите заедно, наместо да зборувате за, да кажеме, да зборувате за пари, како да направите повеќе пари, што правите грешка, некаков фидбек, вие почнете да зборувате за што иде, за сладолед. И сега вие секој пат, пример, се собирате неколку пријатели, вие зборувате по пример 2 пати во недела се собирате овој месец и 8 пати се собирате и зборувате за глупости, пример за фудбал, за сладолед, за не знам што. Последен месец вие станувате експерти за сладолед или за фудбал. Нешто што во најчест случај нема да ви врши работа во животот.
Ако седнете заедно, пак се собирате, изборувате за пари, зборувате за бизнис, вие заедно си помагате на сите за да пораснете напред. Така да А дали сметаш дека тоа е извини што те прекинав. Дали сметаш дека на крај на денот сите ко другари треба да се дружиме од корист? од корист, имаш предвид? Како? Од корист? Корист, не од корист како да ти искористам ја, ти да изгубиш нешто, ја да добиам, туку од корист на некој начин, ја и ти се дружиме, ја имам бенефит и ти имаш бенефит. Например, ја како гледам на стварите. Ја и ти го снимаме сега овако подкаст видео. И од тоа видео ја ќе имам корист, ќе имам бенефит, ти ќе имаш корист, ќе имаш бенефит, пошто од ова ја ќе изведам short контент, ти ќе изведеш short контент. И ја и ти се дружиме заедно, ама ја имам бенефит од тебе, ти имаш бенефит од мене. Ја мислам дека секој од нас треба да се остава на корист. Да. Како мислење ти имаш на тоа? Основата на самото пријателство според мене ќе биде врз основа на каква вредност ќе имаш ти, бидејќи не секој ќе сака да ти биде пријател ако ти немаш ништо што да му понудиш. Иако и во секој случај во неамбициозен круг или амбициозен круг, пак секој си има нешто што може да му понуди на другиот за да бидат заедно. Инаку ако се само ако немате никаква вредност да си дадете, вие само ќе сте познаници, според мене. Ти што мислиш? Ево пример. Неамбициозни луѓе, не сакаат бизнис, не сакаат пари, не сакаат ништо. Пример, двајца ликови идат на кафе. Они имат корист еден од друг, пошто ќе отидат на кафе, двајцата ќе ги исплат сите од пола град, ќе си направат мојавети, користа нивна е тоа што ја имам корист. Едниот има корист, има истомисленик, они си прават мојавети, си го пунат тегото еден на друг и тоа е тоа. Негативна корист, само има корист. Сметам дека се е корист и сметам дека користа е многу озагласено денешно време. Например, маж и жена. Според мене бракот се состои од маж, жена и Бог. Брак по теологија, по демократија, поточно сатанократија, тоа се е извртено. Пошто прво се ебат луѓето, со извинење, може да ставиме тит, може и не ми е гајле. Прво оде со секс, после да се запознаваме, па дури на крај може да биде нешто. И мислам дека тоа сето извртено, ама небитно. И у бракот, што е најсвето нешто, значи јас, жена ми и Бог у тој брак, таму е се корист, пошто јас и моја една сопруга, ние имаме двајцата корист еден од друг. Зошто? Пошто она има корист, има маж што е авторитет, што и помага, што обезбедува кеш. Ја имам корист пошто имам жена што ми раѓа деца и се останато. Тука има љубов и се останато, тоа си стои се. Ама примерно е корист, пошто ние имаме корист еден од друг. Ние сме заедно, имаме бенефит, ама ја имам вредност и таа има вредност. Сметам дека никој не треба да се дружи со тебе ако не нудиш ништо како вредност. Например, ако ја не ти понудам тебе како вредност нешто позитивно, ако јас сум негативец, по моја дефиниција клошар лик што не пренишо со животот, не клошар што нема пари, туку јас сум бил без пари 100%. Не се парите нешто примерно. Не до парите. Туку ако јас сум негативец и не ти носам тебе никаква позитива у животот. Што би се По каква причина, да. Немаш никаква причина. И сметам дека такви ликови навистина заслужуваат да немаат со кој да се дружат. И ја бев, и ова не значи, ова не се подразбира за деца. Пошто ова е некој зрело начин на размислување, ова се влегува покасно. За ти како дете да може да сватиш, ова пример да го гледа дете од 15 години, ќе би тешко да го свари. Пошто фазона, ама како ја, ако сум безвреден, ја ќе бидам безвреден, нема да ме дружат. Окей да немаш друштво. И јас останав без друштво со мој 7 одделение, например. Или 8, така нешто. Имав некој друштво исто паганско, се пијанчевме едно друго. Останав без друштво. Ја бев фазон, леле, јас седам дома, немам друштво, иде летно време. Ја преко лето сестрата ја чувам што е бебе, ја немам друштво да излезам. И сите излегуваат стават сториња, јас се пијанча. Ја осеќам дека нешто пропуштам, мене животот ми пропаѓа. Јас сум во фазон, ја животот го пропуштив. И минува многу време, после 3-4-5 години јас сваќам дека најдоброто нешто у животот мене ми што не сум имал со кој да излегувам. Зошто? Пошто затоа што немав у тоа време со кој да излегувам, не се пијанчев. Едноставно не пиев алкохол, пошто не затоа што јас сум многу паметен, туку немав за кој да излезам и да пијам алкохол. Никој не ме дружеше, пошто не бев интересен, пошто на пример сите од моја генерација имаа мотори од тоа друштво, ја немав мотор. И не ме дружат, пошто не совпаѓаш, да? не се совпаѓаш. Да? Да не навлегувам у тоа зошто јас немав мотор, не е ни битно. Али не сакам да изигравам кој жртва, леле, ја немав мотор и слично, туку сакам да доловам дека
немав друштво и тоа што немав друштво, тој момент за мене беше најпозитивната работа, јас го гледав како негативна работа, на пример. И ти ако си дете и немаш друштво и не се совпаѓаш во друштвото, подобро седиш сами да немаш друштво, Господ ќе те спои со добри луѓе. Подобро без друштво не со лошо друштво. Некоја дефиниција. Пошто, на пример, подобро да си без жена отколку да имаш девојка што на глава ти се качува. Моje мислење. Да. Исто. Кога сме веќе кај жени и кај девојки, какво е твое мислење? Дали, небитно, ти моментално имаш девојка, јас сум имал девојки, сме поминале сито и решо тоа што не треба да се случува, реално, и нешто паганско од моја страна, сега моментално од овој начин на размислување, ти може имаш сосема различно мислење, не е ништо лошо да имаме различно мислење, него само би сакал да те прашаме какво е твое мислење околу тоа, како делува девојката у процесот кога ти ќе почнеш да се развиваш, да работиш, да сакаш да се трудиш, каква е девојката, каква улога има девојката у цела таа едначина? Небитно дали она е добра, недобра, бла бла бла, факт е дека жената е една фигура, што она си има некои потреби и ние треба да ги пружиме тие потреби. И едноставно има жени вакви, има такви, небитно. Она нема да навлегуваме у тоа какви жени има, какви профили се останато, туку каков мислиш дека е какви последици има најдобар израз? Какви последици има имањето девојка у цел тој процес на стварање бизнис, стварање сам себе ко личност, стварање рутини, запознавање многу работи и слично? Нешто слично како тоа што го зборевме, како пак ако немаш што да понудиш, ти треба да си тој што е лидер во самата врска. Ако ти немаш што да понудиш, ако немаш лидерски скилс, ако немаш комуникацијски скилс, немаш што да понудиш. Ако немаш никаков инкам, според мене најголема грешка ќе биде да си најдеш друг кој, в случајот друга, кој ќе зависи од тебе пак. Ти да бидеш спремен, односно финансиски, да знаеш како да комуницираш, да имаш средини емоции и се тоа. Јас во почетокот, пред тие 3 години, јас кога сум почнал со програмирање и со бизнис, ни на ум не ми дојде да си најдам пријателка, да си најдам женска, девојка, која ќе биде до мене и ќе гледа дека јас немам ништо да ја понудам. Значи ништо. Да, јас можам да излегувам со неја, бидејќи моето време, кога немаш никаква вредност, твоето време вреди, нели, ништо. И ти можеш да седеш со твојата девојка за да ја дадеш нешто, за таа да се осеќа сакана, ти треба да седиш со неја по цел ден. Секое време да слободно, да го седиш со неја, да се гушкате, да излегувате, не знам што. Но ако твоето време има некаква вредност, ти си веќе некаков човек кој направил нешто, ќе имаш... Имаш вода? Не. Чашата. Да. Доколку имаш што да понудиш ти, твоето време ќе биде многу поквалитетно и ти ќе можеш, пример, со 1 час на ден или пола час на ден или некогаш 0, жената пак да те сака повеќе отколку ако по цел ден поминуваш со неа. Зошто е тоа така? Вака, многу е комплицирано и ти на некој начин пробуваш да издефинираш некои работи у глава. Ја, например, не да кажа сум нешто многу паметен или слично, само ја многу повеќе време и многу повеќе вечери имам поминато со копање, зошто, како и се останато. И знам дека е тешко да се издефинира. Ова ние не го правиме пошто ние сме интелектуалци, па вас го учиме туку само лайв, потоа што снимаме видео како ние разговараме меѓу себе и доаѓаме до некои вакви работи, за да можеш ти што го гледаш ова видео, да го изгледаш ова видео на пример и да се добиеш одговор од некој буквално кога да си разговарал со нас. И може да напишеш у коментар било какво прашање кој анонимус и не знам било што, и у следно видео да го прочитаме тоа и да дајме некои наши мислења да прокоментираме. Буквално само разговараме меѓу себе кој тројца. Ти што гледаш ова видео и ние двајца и изнесуваме некои наши мислења, ставови и на некој начин часкаме. Тоа е суштината. Еве сега, за да може да дојдеме до тоа како треба да изгледа еден машко-женски однос и се останал, треба право да издефинираме што се треба да има една жена и што се треба да има еден маж у брак за да биде комплетен. Например, моje мислење е дека еден маж за да биде спремен за се жени, треба да финансиски да е спремен да обезбеди себе, жената,
жената да не помисли да оди на работа, значи не треба она да иде на работа. Може да иде, може она да се бави со фондација, може да се бави со цртање, може да се бави со ногти лакирање, може да се бави со туризам, со што сака може да се бави. Ама да не зависи, она може да заработи овој месец 10 евра, може 100 евра, може 1000 евра. Може да изгуби 1000. Да не биде битно. Да не биде важно. Да не биде важно. Значи, комаш јас сметам дека прво ја треба да се обезбедам финансиски, да обезбедам се. Треба да имам своја куќа, стан можеби по модерно време, ама ја мислам дека стан е бетонски кафес по моја дефиниција, моментално живеам у стан и така ја го дефинирам тоа, не значи дека тоа е така за сите, ама тоа е моја дефиниција. Некој може да се наврди од ова, тоа е, не сум тука да негувам емоции на луѓето, јас сум тука да изнесам мој мислење, мој став. Трета работа, треба да бидам доволно едуциран со скилови и со се останато, за да можам да бидам квалитетна целина за сето тоа. Например, не можеш ти да имаш жена и утре на улица да поминеш и немам појма да се деси некој инцидент и да бидеш обзан. Да. Тој е педар по моја дефиниција. Не можеш ти да имаш утре дете и ти тоа дете да го воспитуваш, оди сине на школа. Каква школа? Моите деца, например, нема да идат у школа, тоа е факт. Значи нема да идат у школа. Каков систем, каква школа, нема да идат у школа. И треба да бидеш, според мене, секој маж треба да биде доволно поткован, да обезбеди финансиски, да има скилови, да има знаење за многу работи, например, да изгради свој приватен бизнис и утре децата да ја вклучи у тој бизнис. Да не биде троп на системот. Да не им биде цел да се вработат у собрание, да земаат 500 евра плати, да бидат паразити таму. Да звонам ја да ми дадат документ дека не сум осудуван за да можам да извадам дозвола за Хрватска да да работам. Да звонам ја 3 дни да нема кој да ми се јави таму, 20 души да бидат на работа. Пошто се паразити, да не би утре детето паразит, туку да биде да не се соочува со вакви работи ништо со што се соочуваме сега. Тоа сметам дека треба мажот да го пружи. Значи мажот треба жената да ја направи кралица, буквално не треба да работи. А улога на жена, според мене е дека треба да знае некои работи, поточно треба да знае се да прави дома. Таа не треба да биде слугинка, не треба да биде чистачка дома, не треба да биде куварка, лична куварка да ми биде, не треба нозете да ми ги мие. Дефинитивно не. Ама треба да знае се од тоа да направи. Значи треба да знае да сготви, треба да знае да испери се тоа. И мој мислење е дека жената не е машина за раѓање деца. Ама ја пример сакам да имам 10 деца и сметам дека мисијата на секој од нас е да има што повеќе добри луѓе да створи. Не мора секој да има 10 деца. Ама моја цел е да имам преференција да имам 10 деца, пошто тоа ми е некоја цел. И пример, мојата идна жена, ја замислувам така што она раѓа деца, она се посветува на децата и се останато, ама она не е слугинка дома и чистачка и не знам што туку. Ја и плаќам една жена што и чисти, една што и пери, една што се прави по дома, помошничка, 1 до 3 дома што ќе бидат, а она ќе се погрижи за децата. И тоа нема да биде жена што ќе биде домаќинка, селјанка, бла бла бла. Тоа ќе биде жена што ќе има деца и она утре сака да иде у Париз. Плаќа чичу и иде у Париз. Она сака да иде у Дубај, плаќа чичу и иде у Дубај. Сака да иде на Малдиви, па кој 10 деца иде њу Малдиви. Значи, што сака може да добие? Ама она е кралица у тој случај. Ама она треба да понуди нешто за сето тоа. Не може она да биде некоја што идела по дискотеки, што немам појма се курвала, што има 10 бивши, што е расцепена ко лубеница и што пола газ го вади напред и ќе отиде утре тана со хеланките натегнати сите газови го гледат и утре ти да правиш од неа кралица. Не можеш, брат. Не можеш. Не можеш, едноставно не постои. И ти да сакаш, таа не сака. Пошто у нејзина глава кралица е да се издрогира, он да бил фазон. Не можеш ти од хостес у дискотека да направиш кралица. Нема мајсет за тоа. Тоа е некој мора измислување. Не треба жената да биде слугинка, ама жената треба да те прочитува. Жената треба да знае дека ти кога ќе кажеш нешто, тоа е крај. Ама не може ти да кажеш нешто и тоа да биде крај, ако ти си ленгур по некоја дефиниција и ти заработаш 500 евра и жената ти заработува 500 евра. Кој курси ти авторитет во фамилија? Никаков авторитет. Пошто ако ти правиш 1000 евра, твојата жена прави 800 евра, немаш ти никаков авторитет во фамилија. Фазон, жената ти може да живее без тебе. И баш за тоа со жените може да живеат без мажите у денешно време. Сметам дека баш за тоа има проблеми у браковите. Затоа што жените се мажи, мажите се жени. И мислам дека тоа е најголем проблем, пошто и мислам дека жените не се толку криви колку што се криви мажите, например. Ние збаравме ко таа демократија, сатанократија, што викам, по дефиниција на доктор Мирољуб Петровиќ, ние баравме од жените да бидат лесни.
Фазон, ние сакаме тешки жени, ама сакаме да излеземе прв пат на дејцо, најде ни дај. Например. И го бараме ние тоа, го бараме и после она да не би ебана 10 пати. Ама ако ќе излезам јас, со неа да ми дај на прва. Не може. Фазон, ја да имам девојка на 15 години, ама да немам ќерка што ќе има дечко на 15 години. Да. Ја да имам девојка на 15 години, да имам однос на 17, ама ја да немам девојка што имала однос на 17. Да. Како? Сега мора да одбереш или лево или десно. Јас сум у фазон, не сум јас светец, ја поминав исти работи, ја поминав ни исти глупости. И сега, јас се покав за некои тие работи, пошто сметам дека тоа не е добро. Ја пример, ја можам да кажам, ја прв однос имав, немам појма, прва година, средно на полугодина, за нова година. Тоа е хорор. Тоа е хорор, ама тоа не бев јас. Што викам, јас не, тоа не бев јас, тоа беше стар човек што веќе е мртов. Сега се роди нов човек, после многу врски сите и решето, јас буквално го утепав тој човек и сега се родив. И сакој да му теретана, докато ми стои до тука, ја не комуницирам со жени. Значи не комуницирам со жени што треба тоа, треба така, треба вака, треба. Исклучиво бизнис корист. А почне поздравато. Инстаграм број зимање курци, ништо крај, the end. Пошто ако таа жена не е квалитетна за брак, што би комуницирал јас со неа? Ако она го извадила газот од теретана, не е квалитетна за брак. Едначина. Тоа е некој мој начин на размислување. И жените бегаат од тоа. Ја не сакам да видам домаќинка, тоа е селјанка, тоа е старо време, бла бла бла. Пошто они у глава си ствараат слика дека ако јас сум домаќинка, мажот ми иде на работа, јас седам дома, он ми иде ми пуши цигари дома си пиенче, ја дома немам појма, грицкам со чоклети, имам турски серии. Ама ако им покажеме на жените слика дека она не треба да иде на работа, треба само да си гледа децата, се е платено, може да шета кај сака, може да прави што сака, може да дома има помоштички буквално у куќа за да ја помогнат, пошто не може жена трудна што има две мали деца и дома и да гори, да готви и да пери се да прави. Факт. Биолошки и физички не е возможно. И у таа ситуација, ако ти понудиш некоја таква слика на жена, нема да каже не. Пошто скоро правев мојовет со девојче, што е, немам појма, девојка на мој другар, небитно, у друштво се најдов ми се останато, нема да не влегувам у детали кој што како, близок другар ми е небитно, не би го кажал тоа јавно, али он беше у фазона, јас идам на работа, ја не сакам да се затворам дома. Ја викам, окей, добро. И ја покажав цела оваа слика кај што не може да шета кај сака, може да прави што сака. И не е толку лошо. Значи луѓето не се, жените не се криви, само не треба да им даеме слика како би изгледало тоа. И моје мислење е дека секој од нас треба да се оспособи за да се жени, да изгради приватен бизнис и се останато. Не мора тоа да е онлайн, making money онлайн, бла бла бла. Брат, иди посади патлиџани, продај патлиџани. Иди купи банани еден пакет од кам и продај го на пазар. Не купуј од кам, оди поевтино негде од кај можеш да го земеш. Немам појма. Може да продаваш basic работи и да заработиш пари. Немам појма. Биди молер. Знаеш на колку луѓе им треба молер. Биди џидар. Оди извади дозвола, бери дрва, пичи и продај даски за граѓевина. Оди работи граѓевина, научи се, немам појма, биди шеф, научи некој скил. Направи пари и кога ќе направиш пари, кога си спремен ти да се жениш, ама не си спремен ти да се жениш, јас сум сега под кирија, имам месечен трошок, немам појма, пун курец пари, ја џабе правам месечно 1000-2000 евра, која имам трошок 4000 евра. Ја правам 3000 евра, шо правиш 3000 евра, кој имаш трошок 3500. Небитно. И сметам дека ова ситуација не сум спремен да се женам. И тука иде најголем проблем, ја каков проблем имав, ако сакаш слободно убаци се. Али тука јас што имав проблем, ја имав девојка, например. Ја имав многу врски, ама една врска што ме расцепи квалитетно беше тоа што не одлучив ја да се раскине таа врска, пошто ти кога одлучуваш ти, тешко тема не е тоа. Али една врска што јас сакав, ја ќе почнам од почеток, сакав една жена, у моја глава имагинација, немаше конкретна жена таа жената, туку точно сакав жена што иде у теретана, сакав жена што изгледа така и така. Сакав жена што има аргументи мене да ми докаже, сакав таква и таква жена. Тоа никако таква жена. Ама тоа мене ми беше тогаш у глава, ѓаволот у глава ми убаци таква слика. И ја добив таква жена. Ја запознав у теретана и се тоа бла се пет. И јас сватив дека таква жена мене не ми треба. Пошто сватив дека јас се докажувам со неа, влегувам у некои теми кои што она ми објаснува со аргументи, какви аргументи она има да има. Жената нема аргументи, жената не е направена да има аргументи, жената е направена она да каже како се чувствува и она, ти може да се složiš со тоа.
Жените не размислуваат логички. Они знаат само како се чувствуваат. Нели е така? Така, потврдено Од истражување, од фактата. И сега, ја дојдов во ситуација кај што ја завршив таа врска и после таа врска ја бев расцепен. Значи, у другата соба, у спалната лежев, не можев да се исправам. Бизнис се што имав, се ми отиде у курац. Отидов да работам пак на плажа у Охрид, чувар бев. Навечер седев цела вечер на плажа, чувар, гледав филмови, небиталци, некои филмови, оно глава бев. Што правам јас со животот? Секакви мисли ми се вртеа у глава. Секакви демони ме јаде и се остана тоа. Тоа беше поради тоа што тоа девојче не можеме да дефинирам дека она е крива. Не може да кажам она е курва. Не е курва, она е се окей. Ама и ја од тој момент не представив некоја слика каков јас сакам да бидам у иднина, какви успеси јас сакам да направам, каков живот јас сакам да бидам у иднина. И она со мене беше поради таа слика за иднината. Али со тек на време, тоа не се прави за 2 дена, ти не можеш да станеш, не можеш ти сега заработуваш курац пари и утре радиш ти 200.000 евра, 300.000 евра. Ти за да правиш 300.000 евра треба да даеш вредност на пазарот па да ги земеш тие пари, треба да стварно да заслужиш тие пари, небитно. И едноставно не беше тоа, пошто едноставно не иде успехот преку ноќ. И ја нема да налегувам на тема каква беше она количност и се остана, тоа е мање битно, али суштината е дека не е на кривото кога јас сум крив. Пошто ја не можам да понудам нешто, не сум доволно вреден. И она е у фазон чао. У фазон не е она ти си дебил. Она ти си многу добар, ама не ми е тоа. Умеѓу време наоѓа друга гранка за која што може да се фати, сите жени го